Спортското стрелаштво не е непознато за велешани. Долгата традиција во минатото успешните велешки стрелачи се мотив плюс за младите вјубеници во пукањето со воздушни пушки, кои се дел од стрелачкиот клуб Велес. Клубот постоел многу одамна, но во 2009 година Јован Андовски успеал да ја зачува традицијата на велешкото стрелаштво. Тој со напорна работа полека успева да го подигне клубот на стабилни нозе. Мене ми дојде така малку со една група на пријатели, незгодно да еден клуб со традиција да пропадне, и го преземав клубот, влегов во една нова работа за мене лично. Почнавме да работиме, дечиња собравме одма, значи према државата ги плативме сите давачки, спремивме екипа дечиња млади за на државно услов ни беше да учествуваме, ти изгубевме лиценцата од Агенција за млади и спорт, која после тешко се доби. И почнавме така ентузијастички, пушките ги поправавме, нешто пушки нема регистрирани, дадов на регистрација пушки да биде се со дозвола секако што треба да биде легализирано. Полека почнавме да ја адаптираме и стрелана, значи ја доведовме до една ваква состојба која што може да се одржат сите врсти на надпревари со воздушно оружје што се одржаваат во Република Македонија. Значи нивото го имаме на другите стрелани, може сме и малку подобри. Возбудливоста на спортот, стрелање метци со воздушна пушка, секојдневно станува се поинтересно и позабавно за помладата популација. Интересот се зголемува, но за аматерите да станат вистински стрелачи, потребни се одредени услови. Тренерот Јован вели дека во моментов стреланата не може да одговори на голем број заинтересирани лица кои сакаат да се занимаваат со овој спорт. Во еден момент може да пукаат 8, сами гледате, ние за секој тренинг имаме 2 линии што може да пукаат. Има уште повеќе интерес, меѓутоа мора да се обезбедат други услови. Однос на опрема, на оружје, значи патувањето. Имаме ние система на превари кај што едно 12 имаме кола кај што мора да се патува. Тоа е трошок голем и си ограничен, значи ако одиме со комбе, колку ќе имаме со комбето? 8-9 деца, имам 15 деца да носам. Не можеме дојме сите одеднаш, не две комбе, па е дупло трошок. Начинот на кој започнале стрелачите да тренираат е речиси ист кај сите. Дел од нив слушнале за овој спорт од своји другарчиња, а дел започнале да тренираат за продолжување на семејната традиција. Па, најпрво ја не знаев дека у Велес уопште постои овој спорт, а нашкола случајна прекомуникација со мој соученик дознав дека постои, одсекогаш ме привлекувало во, сум сакала да знам како е, што е. И дојдов, видов што е, како е, ме заинтересира и почнав да доаѓам, да тренирам. Спорт се одлучи бидејќи татко ми ме мотивираше да почнам со овој спорт. Он знаеше дека постои и ја дојдов со него и многу се заинтересирав за овој спорт. Што значи да се биде стрелач? Да си стрелач значи да си смирен, сталожен личност која ќе може да се склопи со едноставноста да пукаме, само стоиме и толку ние и повторуваме едно исто. Слушнав од мој соученик и дојдов тука, пробав да видам како е и ми се засвија овој спорт и почнав да тренирам. Што значи еве да се биде стрелач? Па да бидеш смирена личност и сконцентрирана пред се кога пукаш. Процесот од поставување на телото до пукање и погодување на метата е релативно краток, но секој стрелач поединачно мора неколку пати да ја провери позицијата и својата пушка за да го погоди центарот на метата. Првично, веќе за да застане да пука, се завзема добра позиција. Таа добра позиција ја дава стабилноста на телото. Кога ќе има пушката, таа стабилност на телото, значи он првично доле мора да биде облечен во рамни обувки. Обувки со рамен ѓон. Нагоре треба да биде облечен со посебни панталони, палто за пукање и за раката да има ракавица. Зависно од него има штитник за едното око или не. Значи како пука со наочари или не. Кој ќе завземе ставот за пукање, значи он го проверува со една постапка, значи ја дига раката, проверува еднаш уште еднаш, се додека не доби идеален став, значи фаќа добар раскорак. Према метата се мести и пошто е пушката пред него, он е веќе спремен да пристапи на следниот начин. Значи, следното е ја проверува пушката. Како му лежи, дали добро ја стави во рамото, како ја става. Кога сето тоа он е веќе спремен дека е
во контакт со пушката, викам остварува контакт со пушката. Кој беше тој контакт, он ќе го направи. Пробуе веќе напразно без да ја боли. Значи пушката завзема став оздола. Повторно се враќаме сега на тоа што го направил без пушка. Како го завземал ставот? Сега повторно се враќаме, па го проверуваме ставот дали е во ред. Кој ќе стави пушката, бидејќи принципот на пукање да лежи пушката на него и он ја управува пушката без да гледа. Тоа е моментот кога ќе проверуваме дали е пушката, кога ќе се заврти и кога ќе види он дека е пушката уперена во метата, значи ставот му е одличен. Не е пушката во метата, лево, десно, тогаш коригираме ставот со нозите, со расчекор. Припрема за пукање едноставно си одбира момент најдобар, си број. Описно е сега, значи дали он кој ќе држи пушката, кој ќе дигне до моментот на пукање ќе поминат 18, 20, 24 секунди. Крајниот момент. Дали он од кога ќе нанишани со пушката на метата, дали кој ќе запре со дишење ќе окине на 4-та, 5-та или на 6-та, 7-та секунда? Учеството на бројни надпревари и освојување на награди придонесува стрелачите од надпревар во надпревар да бидат се подобри. Годинава Сојузот на спортови на град Велес признанија за млади спортисти им додели токму на стрелачите Ангела Чејкова и Јован Џоневски. Наградите клубот прво, значи дадовме акцент на собирањето на децата, позитивното овдека искуство што ќе остекнат, да работиме, да ги научиме децата да пукаат. Понатака се си дојде, значи, како само по себе. Значи, работата вложената работа даде резултати. Почнахме да освојуваме, значи, награди во пионерска конкуренција, во сениорска конкуренција, воздушна пушка имаме освоено на државно првенство. Имаме во голем калибар секоја година освојуваат стрелците, значи, во Штип, во Кавадарци, во Скопје на државното, во Штип на државното, на Гран Прито нашите стрелци се присутни со пиштол, со снајперска пушка. Има многу голема мотивација, ми значи многу наградата, како спортист, мислам, овој спорт сум кратко време, а добив сепак некоја награда, значајно е за мене. Имам на 3 купа минатата година и на државното, и имам добиено едно прво, 2 втори, мислам, и едно трето место. Ме мотивираше оти потрошеното време тука не ми пропадна, да речем. И фатив дека ако се дадам доволно труд за нешто, ќе добијам од тој труд награда, како што е во случајот сега. Си имам надпреварувано на горе-доле 10 купа, 2 школски и 2 државни. Имам освоено 5 први места на куповите, едно второ и од школските имам трето место и од државното сега оваа година прво место освоив. Јован Андовски пак доби признание најдобар младински тренер за 2014 година. Наградата за него значи мотив плюс за работа и создавање успешни стрелачи. Стрелачкиот клуб Велес во моментов располага со неколку оддела за пукање и само неколку пушки кои се конкурентни за надпревари. Останатите се само за процесот на тренирање. Од клубот велат дека имаат потреба од нови, но финансиските средства се многу кратки за нивна набавка.